Да се помолиме на Господа. Господи, Ти ги благословаш, Тие ще те благословат, а ги осветлаш оние, што се надеват на Тебе. Затоа спаси го Твојот народ и благословија полнотната црква, а луѓето што ја сакат убавината на овој дом прослави изода божествена сила, а сите ние, кои се надеваме на Тебе, не оставај. Дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците Твои, благочестивите христијани наши, на сите луѓе Твои, зашто сего добро давање и сего совршен дар од гора, излева од Тебе, Отецот на светоста и Тебе слава и благодарност и погледнем Исусове, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Помолите на Света Пречиста Мајка со силата на честиот животворниот крст и помолите на сите небесни сини, безплатниот архистратик Михаил, па помолите на светиот великомаченик Димитрije, чиј е храмот, а помолите на сите свети да не полоши спасиш, зашто си добар и човеколюбив. Помолите на светите отци наши, Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, благочестиви христијани, денес е еден од најголемите празници, како што вели црквата, ден кога се јавува самиот Господ во целата своја сила и во целата своја суштина. И затоа се вели Бог се јави или Богојавление. Знаеме, Господ Исус Христос на денешен ден доаѓа на реката Јордан да се крштава од Јована, а Јован, наоѓајќи се недостоен за тој чин, му се обраќа, вели, јас треба да бидам од тебе крстен, а ти при мене доаѓа. Меѓутоа Господ му вели, остави го сега тоа, зашто на нас ни е наредено да ја направиме секоја правда. И тогаш, како што вели Евангелието, во сите Евангелија, влегува во Јордан, во истиот момент се отвара небесата и Светиот Дух во вид на гулаб се спушта над него, а се слуша глас од небесата кој вели, ова е мојот возлюбен син, на кого е мојата милост. Отецот зборува, Синот е жив, а Светиот Дух слегува од небото, тоа е Светото Тројство. И во Стариот и во Новиот Завет се споменува дека многу пати Господ се јавувал на сите луѓе. Меѓутоа, единствен што можел да разговара на планината Синај, очи во очи или лице во лице, бил само Мојсей, кој ги прима на две камени плочи 10 заповеди дадени од самиот Господ Бог, кои што велат многумина правници, ако тие 10 заповеди се почитуваат, нема да биде потребен ни суд, ни полиција, ни закони, ни ништо друго, бидејќи тоа е најголемиот и најсовршениот закон. Не е напишана книга, бидејќи книгата не е вечност, може да се искине, не е напишана на папирус, не е напишана на пергамент, бидејќи може да се распадне, но е напишана на камен, бидејќи каменот е вечност. Реков, Мојсей разговарал лице во лице со Бога. Во Стариот Завет се споменува и старецот Аврам, кога со неговата жена Сара ги посетува самиот Господ Бог.
И кога вели дека од мојот слуга Аврам не смеам да сокријам ништо, ќе одам во земјата Содомска и Гоморска, за да ги уништам двата најголеми градови. Меѓутоа, Светото писмо објаснува дека биле тројца. Некој велат дека биле три ангели, меѓутоа многумина свети оци велат дека тоа било самото Свето Тројство, кое не можејќи да ги гледат гревовите на градовите Содома и Гомора, влегуваат и ги уништуваат. Меѓутоа, наредбата била, ако најдат 10 праведника, ги остават сите. Не нашле 10, нашле само еден со неговата сопруга и двете ќерки. И затоа наредува, вели, бегајте од градот, а Господ ќе направи се што треба, но вие немој да се завртувате назад. Само жената не послушала, се свртала назад и ден денеска на брегот на Мртвото море и бедуините и сите таму што живеат ја нарекуваат жената на Лот. И во Библијата ја пишува дека е Лот, а неговата жена е солен камен на брегот, кога го гледа Мртвото море, тоа е како спомен и сеќавање на непослушноста она најмала. Благочестиви христијани, нека снегувањето на Светиот Дух, како што се слегнал на Господ Исуса Христа и му дал сила, нека слегне и врз сите нас, а благодата Господова нека биде исто на нас, да можеме во овие малку немири времења, кризни, да поживееме некако во мир, онај душевен мир, да поживееме во благосостојба срцева, а имајќи го мирот и љубовта во нашите домови, во нашите срца, ќе имаме и разбирање за самите себе си, па и за други. Благословено да пресвета, да пречиста, преблагословена, а и славна владичица наша Богородица, и секогаш Дева Марија. Достойно е святово истину, блаженија Богородицу, присно Thank you.
Биде ова вода прогонителна за секоја ѓаволска сила, да се помолиме на Господа. За осветување на домовите на оние што ќе црпат, земат од неа, да се помолиме на Господа. Да бидеме очистени за душите и телата, да сите што верат црпат од неа, да се помолиме на Господа. Да го чуе Господ нашиот глас на молитвата наша и на нас грешниците, да се помолиме на Господа. Велик си Господи, чуди се делата Твои, ниеден спор да не скаже Твоите чудеса. Велик си Господи, чуди се делата Твоите, ниеден скор не е доволен да ги следе Твоите чудеса. Велик си Господи, чуди се делата Твоите, ниеден спор не е доволен да ги скаже Твоите чудеса. И сам човек любив царе, дојди сега преку слевојата на Твојот и освети ова вода. Сам ти човек любив царе, дојди сега преку слевојата на Твојот и освети ова вода. Сам ти човек любив царе, дојди сега преку слевојата на Твојот и освети ова вода. И тај благодат за исполнување благословено Јорданово, направија избор на чистотата дар за осветување, за ослободување од гревовите, за исцелување од болките, да бидеме убийствена за бесовите, непристанна за противничките сили, исполнети со ангелската сила, за сите кои ќе црпат, се причестуваат од неа, да имаат очистување на душата и телото, исцелување од болките, за осветување на домовите и за секаква особена полза, кашто Ти си нашиот Бог, благослови и осветува, за да слава Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. И сега, Владико, освети ова вода со Твојот Свет Дух, и сега, Владико, освети ова вода со Твојот Свет Дух, и сега, Владико, само освети ова вода со слевојата на Твојот Свет Дух, и дај им на сите што ќе се подпират до неа, или причестуваат и мијат со неа, осветување, здравје, очистување и благословување, и спаси го Господи, помилуј го, и високо преосвещениот митрополит наш Наум, и сиот свештенички ѓаконски син, и целиот наш народ, спаси го Господи, помилуј го благочестивиот христијански народ, кои овде присуствуваат денеска на ова молитва и се молат, и запази ги под Твојата света рака и под Твојот покрив, покори им секва непријателска сила, даруј им се што им треба, спасение и живот вечен, да Те прослава Тебе, Отце Свети, зашто на Тебе Ти прилега секоја слава, чест, поклонување на Отца, Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. О Јордане, крещајущо ся Тебе, Господи, Троиче Своје јави ся поклонените. Сидете словаше Тебе, возлюбена Господја Сина ни. Aber der wird nicht fast weiter. Премудрост, благословението Господово и неговата благодичи курвие да дойде да си да вас. Стојано сега секогаш. Прави живи и срекни весели да се гледам се добро. А животот дека тече, ако водата што тече. Ајде,